Според документите за растот на бруто домашниот производ во третиот квартал од оваа 2014 година, анализите направени на Европската статистичка служба Евростат, македонскиот раст на БДП во третиот квартал е втор по големина на континентот. Статистички најголем раст имала Велика Британија со 4,3%, додека Македонија остварила раст од 4,1%. Токму тие две земји имаат и раст на БДП со над 4%. По нив трета држава на ранг листата е Полска со остварен раст од 3,4%, а зад неа се Романија, Словенија и Унгарија со 3,2%. Двете соседни држави, членките на Европската Унија, Бугарија и Грција, во третиот квартал годинава оствариле идентичен раст со 1,9%. На листата само 21 држава се со позитивен раст на БДП. Последни од нив се Данска и Белгија со 0,9, додека Франција има раст од 0,3%. Премиерот Никола Груевски вчера во рамките на посетата на Саудиска Арабија во Ријад се сретна со директорот на Саудискиот фонд за развој Јусуф бин Ибрахим Ал Басам, со кого разговараше за можностите за продлабочување на економската соработка, трговската размена и соработката на полето на инвестициите. Саудискиот фонд за развој е финансиран и основан од Саудиска Арабија и е насочен кон финансирање проекти чија цел е поттикнување на развојот и унапредување на соработката. Премиерот Груевски го запозна соговорникот со мерките и реформите кои ги презема Македонија за поттикнување и одржување на економскиот развој насочени кон привлекување на странски инвестиции и финансирање на проекти од инфраструктурен карактер. Саудиска Арабија е нов пазар каде што владата ги представи условите за правење бизнис во Македонија со цел проширување на можностите за да се привлечат нови инвеститори и да се прошири трговската соработка со други земји кои се надвор од Европа. Владината делегација оствари средби со 40 на стопанственици кои ги оценија условите за инвестирање како одлични и најавуваат инвестиции во повеќе области. Саудиска Арабија е голем пазар и земја која што има високо ниво на доходи и сметавме дека е соодветно да направиме посета и да ги презентираме можностите кои Македонија ги нуди во областа на добра бизнис клима, ниски даноци и квалитетна работна сила, изјави вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставровски. Тој истакна дека тоа беше прифатено од саудиските бизнисмени, а некои од нив имале и позитивно искуство и веќе биле запознаени со условите за бизнис кои ги нуди Македонија. Бензините и дизелот од полнок поевтинуваат за 4,5, односно за 4 денари, реши денеска регулаторната комисија за енергетика. Литар Евро Супер БС 95 ке се продава за 65,5 денари, а Евро Супер БС 98 за 67 денари. Новата цена на Евро дизел ке изнесува 56, а на екстра лесното масло за домаќинства 44,5 денари за литар. Со тоа малопродажната цена на горивата во просек е намалена за 7,57%. Верижен судир на 19 возила се случи изутрината околу 8 часот кај Клучката Волково на обиколницата кај Скопје, при што полесно се повредени 9 лица. Лицата кои се пожалиле на повреди се пренесени на скопските клиники. Изутрината се случи со обраќајка и на патот кај Клучката Хиподром, кога автомобил излета од пат и удри во заштитната ограда. Загаденоста на воздухот во Скопје и во Тетово денеска, според индексот на загадување и нивото на штетните честички, е високо во неколку скопски населби, а во Тетово е многу високо. Податоците објавени на интернет страната на Министерството за животна средина и просторно планирање покажуваат дека загаденоста е голема во скопските населби Центар, Карпош, Лисиче и Газибаба, како и во Тетово. Во текот на вчерашниот ден во сите овие места било зголемено нивото на овие честички во просек за 4 пати. Австралискиот премиер Тони Абот денеска изјави дека заложничката криза во Сиднеј, каде вооружен напаѓач повеќе од 12 часа држи десетици заложници во едно кафуле, представува вознемирувачки инцидент. Абот рече дека властите не знаат дали нападот е политички мотивиран, иако забележале дека некои работи во однесувањето на напаѓачот навестуваат дека мотивите можеби се политички. Заложничката криза почна кога вооружено лице, чиј идентитет се уште останува непознат, влезе во кафулето и продавницата за чоколадо Линд, што се наоѓа во другиот центар на најголемиот австралиски град, земајќи ги како заложници сите што во тој момент се наоѓале во локалот.